вака колеги од наши од режија да го пуштите тој најавен форшпан, да го слушнеме тоа, нели, убаво најавување на она што ќе се случи на 29-ти, а веднаш потоа и Ристе ќе се надоврза секако на информациите кои што вели Цеце се си кажа. Ама сега да знаеме како ги донеле ракометниве звезди. Имено. Може да го слушнеме овој најавен форшпан. Уникатен настан кој ќе ги обедини на едно место најголемите македонски ракометни имиња заедно со големите интернационални звезди. На 29 октомври во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, како дел од прославата 20 години Спортско радио 90,3 FM. Билетите се во продажба онлайн на ticketix.com.mk, на нивните продажни места и во билетарницата на спортскиот центар Јане Сандански. tickets.com.mk. Ристе, добро утро во студиото на Телма телевизија. Добро утро, Ристе. Како си ни утринава? Дали си утрински човек? Па, со оглед на тоа дека и ние почнуваме, добро, малку касниме во однос на вас, ние почнуваме во 8 часот. Сепак. Ама добро, и тоа е сепак утро. Да, и тоа е утринска програма. Како и да е, добро е што секој пат денот може да го започнете со убави новини, за разлика можеби некој пат од нашите колеги кои што нели не сакаат да ги прогласат со ние убави. Ние го започнуваме денот со анализа на тоа што било претходно, па потоа со најава на тоа што ќе биде денес и така да испреплетено сето тоа го започнуваме денот со најава дека ќе имаме убав ден секогаш. Имено. Ние тоа го посакуваме секое утро, така што тука коегзистираме на некаде сме. Да, дефинитивно. А кога пред да започнеме секако да спомнеме за ракометниот спектакл, како го започна своето новинарско патување, кога беше датумот? Дали тоа може од почетоците пред 20 години на Спортското радио или влегуваш во екипата? Мојот почеток во спортското новинарство е далечната 1991 година. Тоа е уште пред да се основа може би Спортското радио. 91 година, моите почетоци се во радио Штипот, Штип. Таму бев до 98 година, од 98 година кога се преселив да живеам во Скопје, тогаш почнав и да работам спортско новинарство во Спортско радио. И од таа година, од 98 година до ден денес сум со истата екипа, со истите луѓе со кои што работиме веќе повеќе од 27 години, а 20 години на оваа фреквенција на 90,3. И сега кога би те прашале со Цеце дали ја направи најмудрата одлука да останеш толку време конзистентен на спортот и на тој медиумски ангажман да можеш да ги информираш пред се и во најубавата златна ера на радиото, кога практично вие бевте бастионот на спортот, со оглед на тоа дека јас спомнам на неколку, како што видовме на фотографиите, мобилни терени или ваши мобилни студија кои што сте ги адаптирале, па пред се да го споделите на преварот и можеби самите резултати од лице место, затоа што еуфоријата секој пат била многу по-автентична. Тие фотографии кои што ги имавме, ги видовте, тие фотографии се од отворени студија кои што ги правиме за време на големите спортски настани, Европско првенство, Светско првенство. Секогаш се обидуваме да правиме отворени студија преку кои што ќе повикуваме гости од фелата, нели дали е ракометно и дали е фудбалско првенство, да повикуваме гости од фелата кои што ќе дојдат, ќе бидат гости со кои што ќе ги анализираме. Значи наместо да ги повикуваме кај нас во студио, ги повикуваме некаде на отворено студио и тоа ни беше практика и ни е практика секогаш. Сега, инаку што се однесува до самиот начин, за жал се помала е она што сакам да го кажам, се помала интересот за спортското новинарство во Македонија. За жал. И се помалку млади луѓе воопшто за новинарството, воопшто за новинарството, плюс и за спортското новинарство. Во секој случај, за жал, штета е што нема млади кои што сакаат да се занимаваат со оваа професија. Инаку нашата професија како спортски новинар и воопшто како спортско новинарство е навистина многу поинтересна, прекрасна, затоа што секогаш пренесуваш повеќе пренесуваме радост од еуфорија. Ќе се сложиш, односно ќе се сложиме дека не само што ја носите еуфоријата, практично јас верувам дека секој пат вие сте тие медиумски тренери и селектори на некој начин кои што ги прават анализите, па и од тука да направите можеби нели само анализа, ама да упатите можеби овака требаше да се биде на теренот. Ама сето тоа треба да држи. Значи не е само да се прави анализа и секој да се прави паметен. Да сте мудри во
може да се зборува. Значи сето тоа треба да има подкрепа, сето тоа кое што го зборуваме ние дека е така, треба да има подкрепа. А сето тоа се прави со искуство, со години назад поминати на спортски терени, на фудбалски, на ракометни, на кошаркарски и така натаму. Риса, може да направиме нека паралела на спортот некогаш и сега, има затоа што се ново време и многу работи нели се менуваат, како што спомена и веќе интересот за новинарството генерално во нашата земја е опаднат. Се должи можеби тоа и на некои промени во однос на спортот или не би го генерализирал така? Па сега сигурно дека не може да се споредува спортот пред 20 години, пред 30 години и сегашниот сега спорт. Што ти недостасува или па мислам дека малку повеќе недостасува она што го имаше порано, а тоа е малата понезависност од финансите во спортот. Да нема комерцијални партнери. Да, сега на пример се е комерцијализирано. Значи порано имавме ситуација каде што имавме Лига на шампиони во еден ден, во еден термин играа сите. Сега од комерцијална гледна точка тоа се направи да биде во 2-3 дена или на пример имавме порано, јас се сеќавам и Телма беше нели единствениот медиум кој што имаше Калчо Лига во Италија на времето. И сега се знаеше, значи недела 15 часот сите седнуваат пред телевизор, гледаат Телма, гледаат Калчо Лига или ние кога бевме слушаат Калчо Лига од 15 часот. Сега веќе нема. Сега сето тоа е разводено од петок до понеделник. Но сето тоа е од финансиска гледна точка и сосема нормална работа. Генерални самите спортисти на терен, имам еден пријател кој што често пати знае да каже порано гледа висински спорт, денеска не знам дали гледа манекени или кои што рекламираат дезодоранс или фудбалски топки, сака да бидат претенциозни пред публиката или да се посветат на талентот. Кога ќе се замисли сега колку заработуваат спортистите сега, односно врвните спортисти во светот, колку заработуваат сега и колку заработувале некогаш. Мислам, смешно е да се каже дека најдобриот фудбалер во 90-тите години имал годишна плата од 1 милион евра, сега годишната плата на некој фудбалер е по 200 милиони. И неспоредливо е. Да, нормално работите се менуваат. Но она што за вас е карактеристично низ сите овие години е дека постојано си ги обележувате јубилеите или годините или родендените и познати сте по вакви убави настани кои што знаете да ги направите, со што сакате веројатно да го обедините во овој случај регионот, а многу често и народот во нашата Македонија. Па можеме еве да го најавиме она што начекува на 29-ти. Ти спомена, јас открив дел од имињата, но тоа се навистина специфични ракометни легенди кои што сите ние сме ги гледале за време на различни првенства, сме ги гледали и тука во Македонија на надпревари, а сега ќе имаме можност навистина сите на едно место да ги доживееме токму за вашиот роден ден, односно јубилејот од 20 години постојање. Каков е планот? Златен стандард носите на. Значи сега сакам да кажам една работа која што пред да зборуваме за самиот настан. Ние во текот на изминатите години имаме еден настан кој што го организираме секоја година и тој настан тоа е турнирот на радио и теле куќите, односно на медиумите. И по тоа сте познати. Така, тоа го организираме секоја година, каде што нели се собираме ние колегите да малку спортуваме, да се дружиме. Тоа си продолжува како традиција и тоа ќе биде дел од овој настан ден подоцна. Сега оваа година сакавме да направиме нешто различно, затоа што не сакавме да биде нашата прослава сепак е 20 години, затоа што радиото почна на оваа фреквенција на 22 февруари 2005 година. Но оваа година ние сметаме како цела година славеничка година 20 години и сметавме дека е подобро да наместо да направиме еден коктел каде што ќе се видиме, ќе се напиеме, ќе наздравиме, да биде тоа еден настан кој што ќе биде на некој начин знак дека 20 години се зад нас, дека 20 години ние сме присутни на медиумскиот простор. И затоа одлучивме да направиме еден настан и се одлучивме на една ваква идеја да реализираме, да организираме еден ракометен спектакл. Сметавме дека е навистина вредно да ракометот како спорт кој што во моментов туку сигурно е дека ракометот е спорт број 1 во бројот на посетеноста на спортските сали, во однос на популарноста и затоа сметавме дека токму ракометот е спорт кој што треба да направиме еден ракометен спектакл и да собереме звезди од Македонија, да им дадеме едно признание на сите тие кои што во текот на изминатите 20 па и 30 години оставиле белег на македонскиот спорт. Имено ти спомена толку многу
имиња и тоа сум проследен и по нашите македонски пишани сега да речеме дигитални медиуми, така што може да споменеш дека во овие легенди на сцена ќе имаме прилика да ги погледнеме селектори, врвни имиња од спортот. Јас ќе откриам само не се само во прашање имињата, јас само ќе откриам и неколку така пикантерии кои што се поврзани со самиот настан, затоа што тука ќе бидат нели актуелниот селектор Кира Лазаров, неговиот помошник, односно човек кој што е од сега во стручен штаб Столе Стоилов, тука е Борко Ристовски, тука ќе бидат легендата Пепи Манасков, тука е Бранислав Бранче Ангеловски, исто Филип Миркуловски, ќе дојдат од странство, ќе дојде и Раде Стојановиќ, има уште неколку имиња кои спомина се враќам на убавите мигови. Значи го повикавме да биде селектор на оваа репрезентација Звонко Шундовски, со кого бевме нели и го направивме најголемиот успех во македонската историја со 5-то место на Европското првенство во Србија 2012 година. И сето тоа да биде на некој начин собир на сите наши легенди. Сега на прашањето кога ни кажувавме нели ќе треба да играте, колку време ќе треба да играме? Сите прашуваат 5 минути, 10 минути, 15 дали минути. Дали ќе малку ревијално нешто представување? Затоа што нели некои се уште активни, некои се далеко од активноста, но сепак сите со едногласно, сите беа едногласни во желбата да дојдат и да го одбележат тој ден, односно на некој начин да и тие бидат дел од самиот настан. Што се десува до оне другиот дел, тоа се звездите кои што биле и го одбележале односно дале посебен белег во македонскиот ракомет. Тука се имиња како што се Лино Червар и Веселин Вујовиќ, тренерски имиња кои што многу значат за европскиот, за светскиот ракомет, па и за македонскиот ракомет. Има посебна символика, да. Така, се определивме да повикаме играчи кои што исто така биле дел од македонските клубови. Тука е нели актуелниот тренер на Вардар Чупич, Ренато Вогринец, и вие го спомнавте, исто така беше дел од Металург, беше дел и од македонската репрезентација. Илија Бутовиќ, Вуко Боразан, тоа се играчи кои што сега се уште се актуелни, значи мора да има и некој кој што ќе игра. Вистински. Така. Тука се секако Данил Шишкарев кој што беше дел од шампионската екипа на Вардар, потоа Милич, голманот на поранешниот голман на Вардар. Ќе споменам неколку имиња кои што не се поврзани со македонскиот ракомет директно, но сепак изразија желба да дојдат. Тука се хрватските Тие сами изразија желба. Добро, ние ги поканивме. Добро, значи што така да прашам, Ристо ќе продолжиш со тоа, но навистина е голема работа сите овие имиња да се организираат на еден ист ден да бидат во Македонија, затоа што нели дел од нив се активни се уште и имаат активна сезона. Така, тоа беше еден од главните проблеми. И има и неколку имиња на играчи кои што за жал не може да дојдат од причина што се повикани или во репрезентација или пак имаат обврски кон клубовите. Да, тумите не одговараат така. Инаку нашата првична идеја беше овој настан да го организираме на крајот од минатата сезона, значи некаде во јуни месец. Но големиот успех кој што го направи Елкалит и пласманот во финалето на Европскиот куп значеше поместување на целата агенда на надпревари. И беше нашиот план беше да се игра на 7-8 јуни. И тој ден се играше дербито Вардар Пелистер за титула. И мораше да направиме поместување. И ова е единствениот, бидејќи оваа недела ЕХФ недела, каде што клубовите нели се слободни, играат репрезентациите, македонската репрезентација игра на 30 октомври игра пријателски натпревар со Јапонија затворен тим. Така да на некој начин ова беше единствениот термин кој што можевме да го одбереме за да се игра. И сега за жал има некои кои што не може да дојдат, но во глобала. Да. Исто сакам да кажам дека ќе го имаме и Жоа Канјелас кој што беше дел од Вардар на пример во освојување на шампионската титула во Европа, и тој исто така ќе дојде. За жал не можеше да дојде Раул Гонзалес кој што е сега селектор на, инаку е поканет и со голема желба сакаше да дојде, но во истиот период е со репрезентацијата на Србија. Така да споменувајќи ги сите овие имиња се враќам на убави спортски настани кои што сме ги гледали и секако сме ги слушале на спортското радио. Потсетуваме
билети се уште сигурно има во моментот достапни се да ги набават со оглед на тоа дека само неколку дена недели од легендите на сцена. Дали ми интересни, куриозни, можеби приказни од студиото кои што се случиле во овие 20 минути, твоја лична, можеби состојба во која што веднаш се враќаш со нека посебна емоција. Знам дека секое излегување на терен и секое известување за тебе значи и нов празник на душа и за слушателите на Спортското радио. И што мислиш, како денеска успеавте да ја одржите препознатливоста во толкаво големо море на мал милион медиуми, субститути кои што се појавија, можеби да информираат и известуваат? Па, со оглед на тоа дека пред 20 години кога почнувавме ние на оваа фреквенција, тогаш многу малку имаше воопшто портали кои што работеа а посебно спортски портали. Сега има и многу повеќе портали, повеќе спортски портали, тука се и социјалните мрежи преку кои што луѓето се информираат. Но пак сепак ќе кажам една многу важна работа. Не може ниту една социјална мрежа да информира ако ние медиумите не сме на лице место. Дали е тоа Спортско радио, дали е тоа Телма, дали е било кој друг медиум. Значи, ако нема Телма, ако нема свој новинар на европско или на светско првенство во ракомет, еуфоријата никој пат нема да биде, па и не може да биде исто. Значи, не може Facebook сам да генерира податоци ако медиумот не му ги презентира или ако не му ги пренесе податоци. Можеби нешто ќе се случува во многу некоја таму иднина на вештачката интелигенција, ама секој пат велам, живата материја, човечкиот фактор е тоа што дава емоција и пулс на нештото да биде или да расте додека се слуша. А кога станува збор за препознатливоста, она што мислиш дека и до ден денес слушателите се лојални и знаат со доверба да го пуштат вашето радио? Па мене искрено ме радува кога ќе слушнам и кога ќе кажат дека мојата супруга го слуша вашето радио. Знаете што, покрај спортските информации имате и добра музика. Така. Тоа е добитна комбинација. Тоа сакам да кажам, значи секогаш спојот на добрата музика со спортските информации одржува расположение и квалитет. Го одржува тоа. Радиото во моментов е медиум кој што се слуша претежно во автомобил и затоа треба и ние затоа секогаш гледаме да тие разговори кои што ги правиме, тие интервјуа, тие изјави кои што се тие да бидат кратки изјави, кратки интервјуа, затоа што во моментов, значи додека се возите во автомобил можете да слушнете разговор со одреден спортист кој што можеби не знаете дека постои некој таков спортист или некој таков спорт дека во Македонија се негува. Ама еве ние кај нас секојдневно ќе кажам дека годишно имаме над 300 до 400 гости низ програмот. Секојдневно се грижиме да некои спортисти кои што воопшто немаат допирна точка со медиумите да добијат кај нас како спортски специализиран медиум. Тоа е многу важно поддршка да им се даде. Така, затоа што тие спортисти немаат никаква друга поддршка освен да бидат презентирани, дури некогаш и кога ќе поканиме некој спортист, млад спортист да дојде да биде гостин, дури е изненаден дека некој го викнал да биде, го поканил да биде гостин. Да. Риста да пулсират вака добро и во следните 20 години. Ви благодариме и уште еднаш да ги поканиме бидејќи завршуваме со терминот на разговор, да ги поканиме сите оние кои што го сакаат спортот, ракометот, да повелат на 29 во 19 часот. И на тикет да ги земат билетите. Така, во Јане Сандански веруваме дека ќе имаме убав ракометен спектакл. Имено останувате бастион на оно што се вели убавиот спорт со одлични анализи. Ние имаме две дами кои што постојано ја поздравуваат нашата публика покрај секако нашиот бран и така натаму, така што имаме и наша Јана која што го чува спортот во Телма телевизија, остануваме конзистентни. Па вие сте едни од ретките кои што имате и спортска редакција. Да, ти благодараме вистина од се срце, од името на Телма телевизија. И јас благодарам. И честит роденден. Нека Спортско радио.